Пеколен топлотен бран во Македонија, температурите ќе достигнат до 42 степени. Од денеска Македонија ќе биде под силно влијание на топла воздушна маса, која ќе донесе екстремни температури во текот на целата недела. Според најновите прогнози на синоптичарите, температурите ќе покажат вредности од 36 до 42 степени Целзиусови. Топлотниот бран продолжува да влијае на земјата со високи температури кои се далеку над просекот за месец јули. Времето ќе биде стабилно и сушно, граѓаните се повикуваат на внимание и заштита од сонце. Целата оваа недела, заклучно со сабота, ќе бидеме под влијание на ова многу топла воздушна маса, така што и температурите ќе бидат доста високи, високо над просекот, далеку над просекот за месецот јули. Денес очекуваме максимални температури во интервал од 36 до 42 степена. Во Штип и околината, значи во источниот регион од земјата, очекуваме температурите да бидат, па и во наредните денови, на околу 40 степен. Значи, топло време и натаму, нема некои други значителни промени, освен што утре може да има само така појава на мала до умерена облачност, додека температурите остануваат и натаму високи. Услови за локален дожд се очекува во недела, рече Ризова, а со тоа ќе опаднат и дневните температури, додава таа. Од сегашните материјали, значи последните материјали, изгледи услови за локален дожд и грмежи, значи нестабилност околу пладневните часови се очекува во недела, а тогаш и температурите ќе опаднат, а ова опаѓање на температурите ќе продолжи во почетокот на следната седмица, што значи следната веќе седмица ќе имаме така, ако може да се каже, попријатно време, затоа што ќе имаме опаѓање на температурите, овие високи температури што наместе ги имаме некаде овие денови над 40 степени, тогаш нема да имаме толку високи температури, ќе бидат нормални летни просечни температури. Инаку индексот на квалитетот на воздухот денес изнесува 32-то ниво просечно, што значи дека квалитетот на воздухот е генерално прифатлив за повеќето лица. Меѓутоа, чувствителните групи може пак да имаат мали или умерени симптоми како последица на долгорочна изложеност.